ова пресконференција е свикана по повод од една страна директното прозивање на премиерот дека ние сме учествувале во работните групи кои што во кои што се испеглани измените кои што треба да ги донесеме и од друга страна самите измени кои што нели ни се најавени, но не ни се доставени. Ние имено веќе 2-3 дена играме тука криен камиџника ни собранието, не знаеме кој го украл законот, не знаеме дали е кај Маричи, не знаеме дали е кај председателот Тарат Џафери, така да ќе видиме. Прво, околу тие нели фамозни работни групи кои што ги организираше Министерството за правда. Значи јас бев како представник на Левица на 3 или 4 состаноци и работата течеше добро, може да кажам, на сите мислењето беше уважено, разговаравме многу повеќе за локалните избори него за парламентарите, ако ние како Левица акцентот сакавме да го ставиме на една изборна единица. И одеднаш тие состаноци прекинаа и имавме месец дена пауза, за да одеднаш ни биде сервирано решението кое што нели сега не знаеме, ама најверојатно треба се најде во новиот изборен законник, тоа е решението за со отворени листи со 3% праг за кандидати. Значи тоа готово решение, некој го договорил за месец дена, на нас ни беше сервирано и ни беше речено дека ова мора да помине пошто ете немало време. Јас убаво ги праша, викам зошто што правевме цел месец, можеше ова да се достави и онлайн, можевме и да дискутираме, не добив значи јасен одговор. После тоа тие работни групи прекина, за да во јавноста одекне како бомба најавата дека сега цензусот се крева на 2%, нешто од фиксен што беше за собирање потписи на независни листи, сега се крева на 2% и тоа е малтене 9-кратно зголемување, значи најбитната работа, најголемата општина Скопје, фактички сега ќе биде у ситуација од 1000 потписи независните кандидати да мора да собираат по 9000 или 8700 нешто, мислам така. Значи целта им е јасна. Од една страна ние мислиме дека воведувањето на независни листи со 3% праг за кандидатите, на отворени листи, со 3% праг кандидатите, значи ако надмине 3% од запишаните избирачи да може да се помрдне горе, е затоа што овие пајтон партии кои што ги возат големите партии, посебно ВМРО, ДПМН и СДСМ, мислиме дека веќе им тежат и тие сакаат на некој начин дел од товарот да се ослободат. На овој начин може да им речат, еве ви отворени листи, па ако стварно носите толку гласови, веќе идете погоре, ако не, подолу. До сега беше листата фиксна и тие помали пајтон партии можеа да се ценкаат со нив, да преговараат колку на сигурни, на добитни места нивни луѓе да бидат ставени. И втората работа, нормално, ова е срамен качување малтене 10-кратно, 9-кратно на потребниот број на потписи за независни листи. Тоа е, имаме најави за бранковистичко крило, имаме најави на зелени листи во Скопје, во Тетово исто, значи и Дуи ги засега, имаме некои десни листи, анти-ВМРО да помане. Сите тие на овој начин ќе бидат елиминирани и нема да може да ги соберат потребните потписи. Така да, како да кажам, дел, иако технички, сигурно дел од тие луѓе, кои што, ако не постојат независни листи, дел од тие гласови би се прелеле на Левица, ние апсолутно застануваме против било какво самоволие, дури и самоволие, може да кажем, кое делумно ни иде во прилог.